Како председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, во неколку наврати се обратив на темата колку статистички жените се најпогодени во пандемијава. Семејното насилство врз жените е зголемено за 45%. Застрашувачки е бројот на отпуштени жени во текстилната индустрија. Бројот на жени кои се исклучуваат од социјалниот и општествениот живот со цел да се грижат за семејството кое се бори со пандемијата е голем. Како Унија, во чиј центар на постоењето е жената, нејзиното право на равноправност и независност, борбата против родово базираното насилство и сексизмот, не можеме да останеме индиферентни на крикот на мајките кои се борат за продолжување на породилното отсуство во време на пандемија. Унијата на жени, во соработка со Централната комисија за труд и социјална политика на ВМРО-ДПМНЕ, внимателно ги разгледа барањата на мајките и им ја понудивме нашата помош и поддршка за заштита на нивните работнички и човекови права како жени и работнички. Во оваа прилика ви ги пренесувам во целост нивните основани аргументи и барања. Градинките работат со намален капацитет, нови деца не се примаат поради недостаток на кадар, низ цела Македонија за упис на нови деца се чека од 3 месеци до 1 година. Голем број од мајките немаат никаква друга опција за згрижување на доенчето. Во 2020 година, во време на најголемиот пик, беше донесена пакет мерка за продолжување на платено породилно отсуство. Моментално се соочуваме со пострашни бројки на заболени од 2020 година. Во рестриктивните мерки кои се сега на сила, затворени сите објекти каде се групираат граѓаните, не е прифатливо да се оставаат 8 или 9 месечни доенчиња во градинки, дури и ако се најде некое слободно место. Освен негувателките, треба да се имунизира и целиот персонал кој се грижи за доенчињата, луѓето кои одржуваат хигиена, луѓето кои се одговорни за припремање на оброците. Во вакви крајно нехумани околности, мајките се принудени да даваат откази, да се откажат од својот професионален ангажман, а неретко доенчињата се здравствено осигурани токму преку мајките. Што станува со самохраните мајки? Согласно најновите изјави на македонските педијатри, британскиот сој ги напаѓа децата од најрана возраст и остава трајни последици по нивното здравје. Почитувани, во името на мајките, на доенчињата и на децата од предучилишна возраст, ние од Унијата на жени и Републичката комисија за труд и социјална политика на ВМРО-ДПМНЕ бараме да се продолжи платеното породилно отсуство од 9 на 12 месеци, со можност за овие 3 месеци на доместокот на плата да изнесува 80% од платата на вработената на трошок на буџетот на владата на Македонија, односно фондот. Нашите сознанија говорат дека со овој горлив проблем се соочуваат повеќе од 4000 жени во државата. Да не дозволиме родилките да станат социјални случаи. Ви благодарам на вниманието.